Добар ден, почитувани. Ја следите на новата Телма амбуланта. Денешното издание го посветуваме на женското здравје. Што е тоа преекламсија и зошто се нарекува тивок убиец на бременоста? Дали покачениот крвен притисок секогаш ќе води кон ваква компликација кај трудницата? На кој начин се препознава, диагностицира и лекува, односно става под контрола оваа состојба, ќе ја прашаме професор доктор Ана Данева Маркова, специјалист по гинекологија и акушерство. Разговорот следува по блокот реклами, а ќе имате можност и да поставите ваши прашања во програма. Останете на Телма. Зошто се јавува преекламсија? Како да се открие навреме и на кој начин да се заштитат мајката и се уште нероденото бебе? На оваа тема денеска зборуваме со професор доктор Ана Данева Маркова, специјалист по гинекологија и акушерство од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Професорке, добро ни дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден. Благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство да разговараме. Што е тоа точно преекламсија? Дали покачениот крвен притисок е исто што и во бременоста, е исто што и преекламсија? Преекламсијата го дефинира како состојба во бременоста, ја дефинираме како мултисистемско заболување, пред се поради се уште нејасната хипотеза за тоа од каде почнува или кој е првиот систем со кој што може да биде зафатена трудницата кога веќе е под ризик од оваа состојба, но генерално може да се опише како состојба со зголемен крвен притисок, артериски крвен притисок, кој што најчесто се јавува во третиот триместар од бременоста, но понекогаш може да се јави како рана преекламсија многу порано во вториот триместар од бременоста. Состојбата генерално поминува со јасни симптоми, пациентката е свесна за ризикот кој што го носи. Единствено голем ризик постои заради тоа што најголем број од сите трудници кои што ќе се стекнат со состојбата имаат предвремени породувања. Состојба која што носи сериозни компликации по здравјето на мајката во самата бременост, а поновите студии укажуваат дека и плодот кој што го носи трудницата во таа бременост му остава мајката индиректно, секвели да и тој во текот на својот живот развие некое кардиоваскуларно заболување. Генерално, ако треба да зборувам кој е тој притисок или еве една општа информација за пациентките, секој притисок над 130 со 90 значи дека треба да се контролира, може би треба и хоспитализација, некогаш треба само терапија. Дали секогаш покачениот крвен притисок во бременоста ќе води кон компликација во бременоста? Не секогаш може да се развие оваа состојба, затоа постојат и повеќе ентитети. Постои состојба на хипертензија или на висок крвен притисок кој што ќе се стекне пациентката и пред бременоста, така што релативно овие пациентки поминуваат со некој подобар тек. Тие се веќе под терапија, заштитени, ги знаеме од самиот почеток ризиците кои што ги носи. Можеби во најкритичната категорија се пациентките кои што ќе се стекнат, нема да се свесни за состојбата која што ја имаат по текот на бременост или ќе ги едноставно занемарат симптомите како главоболка, некоја болка во предел на стомак, хипоксијата која што дава цефалија или главоболка која што води кон некоја изнемоштеност, малаксаност, и ја препишуваат таа состојба на самата бременост, ја занемаруваат, а понекогаш во рок на неколку сати, 2 до 3 дена, значи многу брзо. Да, понекогаш може баш фудројантно брзо да се развие, особено во третиот триместар оваа компликација и да води и до потешко заболување од преекламсијата, а тоа е екламсија или состојба која што е животозагрзувачка. Ги споменавте тие некои можеби ситни први знаци на кои што треба да се обрне внимание, како што се болката во стомакот, главоболката. Што е со отоците на рацете и нозете? И тие се дел од симптомите кои што се поврзани со преекламсија, но кај трудниците чисто се јавуваат отоци на екстремитетите. Па кога е тоа сигнал за вознемиреност, кога е тоа аларм за проблем, а кога е една нормална состојба? Така, не секогаш може да почне со хипертензија, понекогаш може да почне и сосема со некој друг систем, затоа што, како што кажав, тоа е едно мултисистемско заболување, кон кој е прв знак кој што може да ни сугерира дека го најавува ова заболување е можеби падот на тромбоцитите. Втор знак може да биде отокот во долните екстремитети кој што не се повлекува, и тоа е особено важно, после ноќното мирување.
Предзнак може да биде тоа трнење, така го опишуваат, или парестезии кои што пациентките ги осеќаат, токму поради отоците кои што можеби во прв момент на рацете и на нозете и не се толку приметливи, особено за жал ке покрупните пациентки кои што сметаат дека е сето тоа нормално, додалена килажа, така што било кој од овие знаци може да се почетен знак за оваа состојба во минатото, а и до ден денеска појавата на протеинуријата како прв знак на бубрежното нарушување или појава на протеини во уринарниот седимент беше еден голем или значаен факт кон оваа диагноза или симптом. Денеска знаеме дека некогаш и 40 дена треба да поминат за да може би се оштити бубрегот во текот на ваквата состојба, така што не го земаме само тој параметар, земаме повеќе параметри, а во последно време правиме и навремен скрининг за да ги одредиме и пациентките кои можеби имаат ризик и ќе се стекнат со ова заболување во бременост. Да се задржиме само уште малку на симптомите, дали може да се јават проблеми во видното поле, во видот? Да, тоа е апсолутно еден доста значаен знак во нашата пракса. Овој третман некогаш на диагнозата подразбира и мултисистемски пристап, особено од нефролог, а и офталмолог, затоа што појава на скотоми, одредено намалување на визусот или на видното поле на пациентката е еден значаен симптом кој што укажува дека можеби постои компликација поради хипертензијата и значајно од блесоци доколку се јават? Од блесоци, да. Кај сите оние пациентки ние имаме такво оделение за перипартална интензивна нега во која што особено се внимава да има помала светлина, затоа што дури поголемо дневно осветлување може во такви моменти да и сметат на пациентката која што има ваква состојба. Споменавте дека не се точно јасни причините кои што доведуваат до преекламсија, но има ли вистина дека можеби проблемот лежи во нарушувањето на всадувањето на постелката во матката, па постелката не функционира добро и од таму произлегуваат овие проблеми со преекламсијата? Тоа е секако, апсолутно точно дека причинско-последично таа несоодветна инвазија на тој трофобласт или на постелката во првите недели од бременоста е, или ангиогената теорија поврзана со развојот на крвните садови, еден значаен фактор на кој што ние со новите биомаркери веќе можеме да се посомневаме. Иако постојат и имунолошки теории, дека некој автоимун механизам и оттаму доаѓаат и сите оние индивидуални податоци кои што како анамнеза и ги бараме на пациентката, особено податокот дали е прва бременост, дали е со истиот партнер, така да размислуваме и на сите оние други можни причини, не само недоволен и несоодветен развој на постелката, затоа што таа не секогаш како состојба оди со исти пропратни ризици за плодот. Состојбата кога има нарушена ангиогенеза, скоро секогаш оди и со нарушен развој понатаму на плодот. Но не секогаш преекламсијата во бременоста може да има и плод или да се развива во таа состојба плод кој што нема доволно да порасте. Така што не секогаш постелката оди прогресивно во таа насока, понекогаш да, но понекогаш имаме и исклучоци и затоа се размислува на повеќе фактори. Значи, овој ризик е поголем ке првородките? Овој ризик е поголем ке првородките, како што ние ги нарекуваме нули парите. Но, многу пати важно е прашањето и дали пациентката во втората бременост е со истиот партнер, затоа што постои и патернална или теорија поврзана со партнерот, така што истата пациентка... Нивната генетска комбинација всушност, така? Да, плодот, генетската комбинација на партнерите. На партнерите е особено важен исто така фактор и затоа и тој податок е особено важен за да знаеме пациентката дали е во поголем или во помал ризик. И не само тој, body mass индексот кај пациентката. Телесната тежина. Апсолутно е поврзана. Факторот пушење се докажува дека не е поврзан. Во многу од студиите, во некои покажуваат ризик фактор, но тоа не значи дека пациентката треба да и се советува да продолжи со таа навика. Од друга страна, се покажува дека историјата на болеста во семејството, особено врзано од страната на мајката на трудницата или женската страна, особено влијае. Сите фактори во текот на нивните бременности на мајката, на бабата, кои што се случиле, во многу голем дел од случаите се пренесуваат и кај секоја трудница. Значи семејна историја по женска линија. Женска линија, да.
А што е со тоа дали трудницата има повеќе плодова бременост ако носи близнаци или пак тројки, тука расте ризикот или не? Ризикот останува ист кај овие бременности за единична и повеќе плодова бременост. Барем тоа што покажуваат студиите. Тие имаат поголем ризик за да развијат, односно да се случи предвремено породување, но не и да развијат преекламсија. А колку често се во преекламсијата кај трудниците? Па некој процент е стабилен и кај нас во државата, од 3 до 8% од пациентките. Можам да кажам дека единствено во опаѓање е процентот на екламсијата како најсериозно заболување. Во состојба кога веќе се јавуваат тонично-клонични грчеви, значи веќе имаме нарушување и на свеста кај пациентката, значи прогресија на оваа хипертензија која што понекогаш со терапија не може да ја регулираме. Тоа е веќе моментот кога таа пациентка бара итна хоспитализација и итно завршување на бременоста, затоа што најдобар или единствен лек за екламсијата особено е породувањето. Значи при екламсијата води кон екламсија. Доколку не се третира соодветно. А третирање соодветно подразбира идеален мониторинг, менеджмент, односно идеален тајминг за породување, кој што ќе биде искомбиниран зависно од гестацијската недела на плодот и добро ќе се процени дали трудницата може понатамо да издржи, односно ние не смееме да доведеме во состојба на екламсија. Овде трендот, барем во нашата држава, е многу намален и затоа сме среќни, затоа што не дозволуваме практично пациентката да се доведе во состојба на екламсија. Инаку кај трудницата страдаат, како што споменавте, бубрезите, црниот дроб? Црниот дроб и едно од пореметувањата кое што исто така како компликација, особено во случај на преекламсија, екламсија може да се случи е состојбата на HELP, така земен израз од англосаксонската номенклатура, а тоа значи зголемени хепатални ензими и намален број практично на тромбоцити. Тоа е една состојба на заболување на хепарот, кое што понатаму води и во други компликации, не само ензимски промени, туку води во нарушување особено важно на факторите на коагулација или како последица најтешката состојба која што може да се случи во една да речеме ваква бременост е состојба на ДИК или неможност да се со факторите на коагулација одржи краварењето или коагулацијата. Но, пак ќе кажам, во последните години мислам дека сите тие состојби се прво многу ретки како компликации и од друга страна и доколку се случат, понекогаш и може да се сретне некој HELP или некоја екламсија, релативно или идеално можам да кажам дека се справуваме со оглед на терапијата, со оглед на добрата проценка и добрата можност за предикција на овие состојби. Дали може да предвидите со некаков тест која трудница би развила преекламсија? За среќа и во менеджментот во повеќе години назад е воведен тест за предикција, но и во раната бременост од пред минатата година воведовме тест за предикција кој што се работи во склоп на првиот скрининг. Кога пациентката во тек на првиот скрининг или првиот скрининг за дали е се во ред на плодот и дали постои некој ризик за генетски синдроми, го дополнивме ова исследување со предикција на можноста за преекламсија. Што значи тоа? Тоа е еден модел кој што е научно валидизиран, алгоритам, кој што се заснова не на општите симптоми, туку на субјективните карактеристики на мајката, вклучително и на ултразвучните знаци на плодот, и секако најважно плацентарниот фактор на раст, тоа е еден биомаркер или неговото ниво во колку одстапува од референтната вредност или е многу пониско, наједноставно кажено, кога ќе биде искалкулиран со останатите параметри во еден FMF или алгоритам на фетална медицина фондацијата, даваме резултат кој што е доста објективен, не е субјективен, кој што дава реална можност за ризик и во тој случај пациентката ја ставаме во група на ризик или во група на пациентки кои што немаат ризик за оваа состојба. Сега доколку пациентката се најде во група за ризик, како се следи незината бременост? Какви испитувања дополнителни треба да се направат за да се контролира оваа состојба? Она што е најважно и кое што го потенцира лидерот во оваа област, не можам да не го спомнам, тоа е професорот Кипрос Николаидес, кој што
во една аспре долгогодишна студија, го спроведе тоа во King's College во Лондон, го докажа на една голема популација, е дека превенција со аспирин, еден многу едноставен препарат кој што ние можеме да го купиме дури од секоја бензиска, кај нас во Македонија и во светот, добро ја превенира оваа состојба, но соодветно дозиран, не субдозиран во помала доза или преку еден ден, преку 2 дена, како што знаат некогаш и дел од моите колеги да препорачуваат и дел од пациентките на своја рака да земат, туку секојдневна употреба во соодветна доза од 150 мг, во голем процент студиите покажаа дека ја намалуваат преекламсијата. Ние имаме раната, особено преекламсија, ние веќе имаме над 300 пациенти од кога почнавме да работиме, кои што се со најразлични карактеристики, од пациентки кои што ни немаат body mass индекс и ги немаат фамилиарна историја, но само со овој биомаркер, внесувајќи ја пациентката во тој критериум, ја заштитивме и наместо да имаме преекламсија во 7 месец или 8 месец од бременоста, може би се случи преекламсија, но многу подоцна и добивме породување или ја завршивме таа бременост во недели кои што се виабилни или безбедни за новороденото. И мислам дека е се уште рано да излеземе како клиника, не работам само јас и дел од моите колеги кои што сме сертифицирани за таа работа, можеме да излеземе со бројката, ние имаме некаде 7 до 8.000 вакви скрининзи за 1 до 2 години, се надевам дека ќе излеземе со наши бројки на нашата популација, колкав е трендот или колку сме ги заштитиле токму со овој тест. Што говорат засега податоците? Можете ли да ни кажете колку често жените се наоѓаат во ризичната група кај нас за да развијат преекламсија? Па до сега одговарано на процент што го споменавте? Во понискиот, 7-8%? Да, одговара. 3 до 4% некаде. До сега во таа група што имаме. Ако се водиме од 3 до 8%, јас се надам дека нема да излеземе од просекот. Во Центарот за фетална медицина се прават овие испитувања. Сега покрај ова што го споменавте, дали треба жените кои што се наоѓаат во ризичната група редовно да испитуваат урина за да проверат дали имат протеини во неа? Се прават ли анализи преку крвта за да се провери нивото на ензимите на црниот дроб? Тоа се стандардни анализи кои што протоколот за следење на секоја нормална бременост ги наложува на матичниот гинеколог и мислам дека тие исследувања и понатаму треба да се неопходни во третманот, затоа што понекогаш и други состојби може да дадат протеинурија. Некое нефротско заболување не значи дека мора да е врзано со преекламсија, така што не сметам дека треба да го исклучиме тој факт, тој панел на клинички исследувања. Она што е важно што за нашите пациентки се уште сите исследувања се бесплатни, нели? И кај матичниот гинеколог и кај нас на клиника, особено важно е што овој тест пациентките го добиваат бесплатно, но доколку некој има потреба да го направи во некоја од приватните лаборатории или приватните установи, не значи дека не треба таму да го направи. Целта е да го промовираме тестот и што повеќе од пациентките, ако за жал веќе се намалени на 16.000 породувања, барем да имаме некаде над 70%, добар скрининг е веќе над 70%, за да едноставно ги фатиме на еден начин сите оние кои што се во ризик и да ги заштитиме на време. Така, ќе ги вклучиме од овој момент гледачите во програма, да ги слушнеме и нивните прашања поврзани со оваа тема. Почитувани емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е веќе испишан на екранот. Можете да се јавите на него и да поставите прашања. Професор доктор Ана Данева Маркова, специјалист по гинекологија и акушерство од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, е наша гостинка во студиото на Телма. Споменавте дека овој тест се прави во раната бременост, обично во која недела од бременоста се прави тој скрининг? Од 11 до 13 недела и 6 дена. Точно во тие недели се важни серумските нивоа, односно нивото на одредени биомаркери, кои што веќе ги спомнав, и ниту порано, ниту покасно, но последните студии наложуваат дека можеби и 9-та недела веќе, се уште нема доволна број на податоци, ќе биде недела од која ќе може да се почне со оваа терапија или ќе може да почне да се прави предикција. Што е она друго што е многу важно? Доплер испитувањето на двете најважни артерии кои што ја носат циркулацијата кон утерусот или матката. Тоа во рамки на ехо прегледот. Во рамки на ехо прегледот се задолжителни да бидат евалуирани. Покрај овие доплер параметри, покрај параметрите на плодот, покрај биохемиските параметри, секако на крај го мериме она што е најважно,
притисокот кај пациентката, кој што некојаш за прв пат реализира дека има висок притисок. Во еден таков преглед, на крај, соодветно, ја седнуваме во една положба и на лева и на десна рака се добива тој среден артеријски притисок, кој што не мора да е секогаш висок на првиот преглед, за да ние ја детектираме како пациентка со резик. Аха, значи не мора да биде висок? Не, таа може да има нормален притисок, може да има се друго, меѓутоа биомаркерите, доплер параметрите кои што ќе покажат дека веќе има отпор во крвните садови, дека веќе најавуваат тие крвни садови дека постелката или таа инвазија која што ја спомнавте вие или всадување нема да биде соодветно доколку не интервенираме, се тие најважните или првите знаци кои што ние како гинеколози треба да ги измериме, да ги валидизираме, да ги документираме, јас би рекла на фотопринт, затоа што денеска во медицината текстот за мене, барем како професор и како пациент, сметам дека не е доволен во извештајот, туку треба да имаме фотодокументација на тоа што сме го направиле. Денеска ултразвучните машини може да ни го возможат тоа во реално време и врз основа на тоа да потврдиме и да укажеме дека иако ке пациентката нема висок притисок, иако сите параметри се индивидуални добри, сепак има отпор во крвните садови, сепак има низок фактор на раст на постелката и тоа значи дека сега не, но за наредните 4-5 месеци со голем потенцијал пациентката може да развие некое од овие заболувања. И видно се започнува со ацетилсалицилна киселина? Веднаш се започнува со ацетилсалицилна киселина, ја ординираме 150 мг, кај нас ја има во дозажа 75, така што 2 таблети се идеалната комбинација. Тоа е безбедно за се уште нероденото бебе? Тоа е дека трудниците прашуваат кога ќе земат некој лек, дали може да го примат? Апсолутно безбедно, тоа е докажано. Ние веќе не лечиме одамна по свое искуство, за да знаеме, туку се базира сето ова знаење кое што го применуваме на медицина базирана на докази и тоа е потврдено дека е безбеден и точно се знае до која недела. Претходно се даваше до 33-та, некаде до крај на 8, почеток на 9, а сега веќе се продолжува и до 36-та недела. Професорке, доколку измерите покачен крвен притисок кај трудницата, дали може да се дадат и лекови за намалување на притисокот? Дали е тоа безбедно во бременост? Секако има група на препарати кои што се безбедни во бременост. Не би почнале веднаш на една контрола или на едно мерење на висок притисок, си имаме протокол, соработуваме и со колегите од нефрологија, но се повеќе и во домашни услови им даваме насока, наместо да носат холтер, кај оние пациентки кои што можат, им даваме насока како да го мерат притисокот, да запишуваат водат дневник во тек на 24 до 48 часа и од кој ќе го прегледаме ние, понекогаш и нефролозите, веднаш се ординира терапија, која што оди со малку пониски дози на почетокот, но до крај може да се зголемува дозата, па дури да се додаде и двојна антихипертензивна терапија. Така. Како проценувате кога треба бременоста да заврши кај пациентка со преекламција? Тоа е исто така важно прашање и овде од пред неколку години постојат исто така едни исследувања кои што ги правиме во болнички услови, затоа што не е лесно да се решиме кај пациентка која што само што влегла во 6-ти месец, а има малигна или тешка хипертензија, која што не се третира баш лесно со препарати и знаеме дека ќе доколку се продолжи бременоста ќе ја доведеме во многу потешка состојба, која што како што кажав остава последици и за незиното кардиоваскуларно здравје. Во таква ситуација постојат ангиогени маркери и нивниот сооднос, односот меѓу едниот и меѓу другиот во одредена референтна вредност укажува во каков степен е незината состојба. Значи, тоа се некои маркери преку крвта, преку анализа на крвта што ги добиваат. Да. И ги анализират. Ги анализираме, го добиваме во истиот ден, нивниот однос, односно го одредуваме и постојат одредени референтни вредности кои што укажуваат дека во одреден степен таа може да биде следена и во домашни услови. Во една друга група, веќе над 75, кога е нивниот однос, треба да биде хоспитализирана, а ако надмине и незината клиничка состојба и вредноста некаде над 100, а уште повеќе 300 или 400, тоа значи дека веќе има некоја декомпензација и дека треба што побрагу да се менаџира, односно да се завршува породувањето, па дури да се работи за мала бременост. Овде некогаш сме во дилема, а ние не, туку семејството, дали треба да се оди по жица, дали треба да се продолжи уште некој ден во интерес на
неделите на бебето, растот на бебето. Нашата одлука најчесто 99% или 100% секогаш е во интерес на здравјето на мајката во таква ситуација. Не смееме да доведуваме мајката во опасност заради неколку дена преживување на бебето, затоа што и неговото здравје ќе биде засегнато доколку таа западне во еклампсија, западне во некоја шокова состојба и ги добие нарушувањата, како што спомнавте вие, и во видното поле, или пак се добие и состојбата на HELP, што значи оштетување на црниот дроб. А што доколку на ехопрегледите забележите дека бебето не напредува како што треба, односно е помало за очекуваната гестацијска недела? Дали тоа значи дека има сигурен проблем со постелката? Дали тоа значи дека во позадина може да има преекламсија, трудницата не е свесна за тоа? Овие два ентитета одат многу пати заедно. Многу е важно да се разграничи, ние имаме две категории, имаме плод кој што е мал или бебе, така им го објаснуваме на пациентките, мало за неделата, за месецот, и имаме бебе кој што има интраутерин, застој во растот. Втората состојба е позагрижувачка. Во првата многу пати конституционално ке помали родители, па некогаш и наследство на некоја од бабите или останатите, може да се случи плодот да е помал за неделата, но ако доплер вредностите се идеални, нема намалена вода, ЦТГ во подоцнежни недели покажуваат добри акцелерации или реактивни ЦТГ записи, тоа значи дека тој плод не страда. Но во случај кога имаме интраутерин, застој во растот, и имаме нарушени вредности во доплерот, а тоа во превод значи дека постелката не испорачува оксигенација така како што треба, крв, храна, со други зборови кон се уште нероденото дете, тоа значи дека е веќе во загрозена состојба. Овде менеджментот е малку посложен, затоа што особено во раните недели не е лесно да се заврши заради оваа состојба бременоста. Се добива нормално многу помал плод, мора претходно да се даде и зрење, но добра проценка е исто така важна, затоа што доколку се следи амбулантски и се превиди лош доблер, може да се случи застој во срцевата акција, односно може да се случи и предвремено губење на плодот. А како можат семејството, партнерот да помогнат на жената која што има преекламсија? Претпоставам дека и негата во домашни услови е многу важна. Дали овие трудници треба да мируваат? Смеат ли да одат на работа? Веќе во состојба кога има многу е индивидуално прашањето. Јас овде искрено се среќавам со најразлични ситуации. Пациентките генерално се помалку бараат боледување. Се помалку бараат. Мислам дека сите тука и вие и ние малку работевме на кривање на свесноста, свесноста за тоа колку е важна физичка активност за ментално здравје во тек на бременост, а и воопшто, нели? Така што мислам дека се повеќе не отстапува дури од работно место ако има добро регулиран притисок со терапија. Но состојбата која што бара веќе хоспитализација, тоа веќе значи дека е состојба која што и не бара мирување, прилично ризична. И ние и имаме критериум, имаме дури и протокол национален кој што укажува дека секоја хипертензија или секој висок притисок кој што со терапија не се регулира во домашни услови, а тоа значи е повеќе од 140-190, ние тие пациентки ги хоспитализираме. На еден начин ги чуваме на безбедно, имаме одели, колеги кои што работат, имаат сработено повеќе докторати на таа тема и преку тие маркери, преку тие исследувања ги следиме и точно го тајмингот го одредуваме на завршување на бременоста, затоа што на крај тоа е најважно, да се добие плод со кој што помалку ќе страда во тек на породување и мајка кој што ќе има помалце ризици. Значи, советувате редовно да се мери крвниот притисок? Апсолутно. Бидејќи некако, кога ќе одат на контроли трудниците, се прават ехопрегледи, анализи на урина, на крв, но ретко се мери крвниот притисок. За жал, да. А тоа е еден од најважните критериуми по кои што ќе знаеме дали пациентката, особено во вториот и третиот триместар, може би страда од заболувањето кое што тивко знае да дојде постепено, а да се во 2 дена развие во тешка состојба. А информирани се трудниците дека постои ваков тест за предвидување на преекламсија во бременоста? Ние се трудиме преку нашите колеги, матичните гинеколози со кои што сме во комуникација, нели преку мој термин имам и дополнителни амбуланти отворено за таа баш
состојба или за таа превенција или предикција или скрининг. И сметам дека можеби колегите да, но пациентките сметам дека уште нема доволно информации. И јас се радувам, повторно ќе кажам, што еден од лидерите, еден од оние кои што го донесе овој тест, кој што го измисли, ќе биде и наш гостин овој месец во Македонија. И со тој настан, затоа што гледам дека има голем интерес и од вашата фела, и од моите колеги, па и од пациенти, мислам дека малку ќе зголемиме свесноста, дека ние како држава, помеѓу ретко европските држави, веќе овој тест го имаме вклучено како бесплатен тест во првите 3 месеци од бременост. Тој ќе биде гостин на стручен симпозиум, што ќе се одржи наскоро? Тоа ќе биде практично еден церемонијален настан, затоа што истиот тој професор ние како со медицински факултет успеавме да го номинираме за почесен професор. Професорот заслужи по повеќе критериум, ако гледам по статут, веќе правно да не го анализирам моментот дали го заслужил звањето, секако дека е чест да го имаме во нашите редови на медицински факултет и на универзитетот, и по повод таа церемонија пред номинирање или пред званично станување на почесен професор, тој ќе биде овде на еднодневен настан, ќе го посети оделот кој што сам го донираше на клиниката, го опреми со апарати, со компјутери, со софтвери, ќе го посети клиниката, ќе го види текот на тоа како се одвива работењето на овој одел или центар, ако сакате, за фетална медицина, и она кое што е најважно, ќе му дадеме посебен церемонијален настан по повод неговото номинирање за почесен професор. Инаку, Македонската асоциација на гинеколози и обсtetичари МАГО го најавува традиционалното одбележување на неделата на женско здравје, кој оваа година ќе се одржи под мотото "Сакај се себе, сакај го своето здравје". Од 12 до 18 мај оваа година ќе има серија стручни и јавно здравствени настани, што се ќе биде опфатено? Тоа е особено важен настан. Македонската асоциација на гинеколози и обсtetичари, водена од професор Тофовски, од пред неколку години не еднодневно, туку еднонеделно ја крева свесноста на повеќе теми од женското здравје, онколошките проблеми, здравјето на трудниците, репродуктивното здравје, здравјето пред забременување, адолесцентното здравје, сега да не ги набројам сите. И мислам дека на интересен концепт преку јавни настави на мои колеги ќе бидат одбележани темите, и дополнително тоа ќе заврши со настан на 17 и другиот настан кој што јас го најавам на 19, поддржано од Македонската асоциација за фетална медицина, 2 настани на кои што стручни дебати како панел дискусии ќе се разговараат и ќе се воодначуваат, би рекла, некои ставови за сите овие состојби. Споминавте Центар за фетална медицина. Покрај овој тест за предвидување на преекламсијата, што уште таму трудниците може да добијат како испитување? Скринингот и супервизијата, која што понекогаш во кратки интервали е неопходно да се направи во комуникација со нашите матични гинеколози, нашите колеги, ја наметна потребата да се отворат уште 2 амбуланти, но малку на повисоко ниво. Колегите постепено да се сертифицираат со интернационални дипломи од релевантни институции, и практично во тој центар сметам дека го кренавме малку нивото на тоа како треба да се прави скрининг на една бременост, колку побрзо или полесно може да се дојде до експертско мислење не само од нас, туку и од други релевантни експерти од светот, така што во тој центар им овозможуваме на пациентките за многу кратко време да ја добијат информацијата, доколку се работи за малформација, да обезбедиме дополнително мислење експертско преку софтверските апликации, и да го договориме евентуално незиниот понатамошен третман, феталните интервенции, кои што дел кај нас почнуваат да се работат, а се надевам во иднина ќе го развиваме како центар во кој што една голема палета на интервенции воопшто не биле работени. Например, доколку кај пациентката се забележа некоја малформација на плодот, веднаш можете да стапите во контакт со колегите, веднаш да се види преку телекомуникација проблемот? Веднаш. Да не се чека. Значи тоа е предноста. Да не се чека. И порано ние со денешната дигитална како да кажам технологија, по одредени патишта со праќање на слики,
по мејл, по WhatsApp или по некои други екстерни, нели, дискови сме наоѓале начин, меѓутоа во самиот апарат постои еден софтвер во кој што директно и нашите податоци и она кој што го гледаме како слика и видео се пренесуваат во некој систем заеднички и на тој начин ние не мора да се објаснуваме, туку можеме само да го снимиме тоа и да го чекаме нивниот одговор како сугестија. Кажете ми, дали помага прогестеронската терапија во задржување на бременоста? Помага за оние кои што имаат индикација, но не сметам дека треба на секоја пациентка да се даде како превентивна терапија. Така, обично се дава како превентивна. Се дава премногу, да. Се дава премногу, за мене тоа е терапија која што треба по индикација да се даде. Многу често е предозирана пациентката, особено во концентрации кои што треба да се даде. Многу пати се даваат препарати депо кои што не се даваат баш до крај на бременост, се даваат до одредени гестацијски недели. Многу пати се дава токолиза или терапија која што се дава 24 до 48 часа. Ама не се дава и 3 дена, и 7 дена, и 5 дена. Така што ова е исто интересна тема, стручна можеби повеќе, за која што пациентката не треба сигурно сама да носи одлука, туку треба во консултација со лекарот да биде соодветно советувана и соодветно ординирана. Вела дека оваа терапија може да помогне врз подоброто всадување на постилката во матката. Има вистина во тоа или нема? Веќе кога зборуваме нели за преекламсија и ризиците со... Па доказите дека генерално ги намалува тие рани контракции и делува на како хормонска терапија, нели секако делува во тие првите недели до врснувањето на постелката и има влијание. Меѓутоа понатаму не е тоа терапија која што треба да биде супоративна терапија или терапија која што треба да ја следи целата бременост. Не. Треба да се одреди кога треба да се престане, дали треба. Најлесно е на пациентките да им ја дадеме целата палета на препарати кои што постојат за бременост, но дали е неопходно, дали е потребно, апсолутно не. Не сум го нити чула, нити сум го прочитала тоа. Дали жената што имала преекламсија со првата бременост го има истиот ризик да се повтори со втората или пак третата? Сега зборуваме за преекламсија? Да, за преекламсија. Се навраќаме. Може да се повтори. Може да се повтори, може притисокот кој што ке преекламсијата обично со породувањето се нормализира да остане. Но тука би рекла дека тоа е тој матернален фактор и затоа има дебати на таа тема. Тука највлијателен практично не е факторот на постелката, туку е факторот на генетски предиспозиции на мајката да развие некогаш притисок. И можеби тогаш е и првата состојба, колку и да е таа млада, на 20 години, прв пат да покаже дека она носи ризик за такво заболување. Да го роди своето дете, да престане притисокот, но повторно во секоја бременост да го развива. Постои таква можност. Што значи повторно да се развие преекламсија за трудницата? Повторувањето на проблемот? Тоа значи да во секоја бременост, но не и вон бременост, пациентката добие хипертензија и мора да се третира се до завршување на бременост. Така, претпоставам дека зголемен ризик за здравјето. Има во тие моменти? Секако. Гестацијската хипертензија, како друг ентитет, е таа која што ние сметаме дека е еден голем ризик и кој што води кон оваа преекламсија. Практично би сакала во овој моменти да ги поделам тие две состојби, не сакам премногу да го комплицирам заради популацијата, нели аудиториумот кој што не служи, но пациентката која што има хипертензија или за прв пат има притисок во бременост, тој се вика гестацијски притисок, носи поголем ризик во секоја следна бременост да се развива оваа состојба. А преекламсијата може би се случува само кај нули Аха. А доколку трудницата имала нормална прва бременост Добре. И се породи, се е во ред, постои ли шанса да ga развие преекламсија со втората бременост и покрај тоа што е со истиот партнер? Или кај низе се очекува да биде се во ред? Помали се шансите и автоматски во тој алгоритам, кога се внесува ризикот, со самото тоа што ќе наведеме дека имала нормална бременост, дека немало претходно притисок, дека е со истиот партнер, дека во незиното семејство кај мајката и кај останатите, нели, по женска страна нема, таа би била во низок ризик. Не би зборувала сега вака генерално, би зборувала случај по случај. Так. Ако таа истата пациентка од првата до втората додаде 10 килограми, па се смени, добие некоја инсулинска резистенција како фактор ризик. Некоја хронична болест. Некоја хронична болест, тогаш секако дека нема да биде истиот ризик, ќе биде зголемен.
Така, а што би им препорачале на жените кои што ги прават овие тестови, значи во 12-13 недела се, и треба да направат тест и одат со страв на гинеколог, да не случајно ќе се соочат со еден ваков предизвик, кој што не има. Знаете како, скрининг методите не само кај нас, секаде во светот, во медицината, не се обврска да се направат. Значи, пациентката ние не можеме со сила да ја убедиме. Прво да тргнеме од таму. Но пожелно е да се направи. Пожелно е и ние затоа и вие особено работите на здравствената култура на пациентките да знаат дека не треба да се плашиме од ризикот кој што ќе го носиме, ние треба да се плашиме од развојот на таквото заболување кој што може да ни се случи понатаму во бременост. Значи треба разговор. Генерално јас не сметам дека кога им го напоменам јас фактот и моите колеги дека сега да сте дојдени за прв триместар скрининг, но ние ќе ви го направиме и тој скрининг. Мислам дека никоја не ствара страв дополнително, особено кога ја испрашаме и за body mass index, висина, тежина и сите овие болести, дека напротив ќе речат да се направи. Да, ствараат сигурност и ако треба да го поврзам, па дури и со тоа како они понатаму во ментално здравје се оптеретени, тие се баш помалку оптеретени, затоа што знаат дека ние во тие први месеци 3 сме дале тоа што треба, сме исклучиле ризик, затоа што ние екзактно имаме резултат. Ние не викаме ти можеби ќе развиеш. Да, ние имаме резултат, ти си 1/100 и ти даваме терапија. Или обратно. Не, ти си во нискоризична група и затоа имаме патеки, кога ме прашавте како ги следиме, имаме точно патеки во кои што клинички патеки, значи на колку недели и кои испитувања ќе ги прави пациентката што има ризик и останатата секако кој што има висок ризик. Практично и даваме една добра насока понатаму. Тоа што секој очекува, барем јас како пациент, многу појасно ми е кога ќе излезам од преглед, особено на кардиолог, еве, ако веќе поврзам со одредена болест, и имам не само извештај за мојата состојба, и не само терапија, туку она најважното кое што ние како лекари сите треба да го внесеме во нашиот извештај, како понатаму. Така. Кога да биде мојот следен преглед, што може да се случи, кои се симптомите кои што треба да ме наведат да дојдам порано. Значи, денеска малку мораме да сме поекзактни во извештаите и во препораките или советите, ако сакате, кои што им ги даваме на пациентките. И само така пациентката ќе биде сигурна. Така. Затоа што несигурноста, да бидам објективна, и ние име ствараме понекогаш на пациентите. Ако остануваме без дефинитивен одговор за тоа што сега, после оваа состојба, или ако ги збуниме со тоа што не им даваме правилна насока како понатаму, да ја следит, не мора кај нас, хематичниот гинеколог, каде сакаат, во било која установа. Дали жената која што се соочила со преекламсија после породувањето може да има покачен крвен притисок и тоа да остане доживотен проблем? Останува кај голем дел од пациентките, останува притисокот. Нашата дел од колегите работеа и на докторати кои што и во светот беа сработени. Тие пациентки имаат потреба после од кардиолошки преглед и во нашата насока, отпусна листа или нашиот совет за кој што претходно зборував, секогаш останува реченицата дека понатаму по престанување на тие 3-4 недели кои што се уште се дел од тој пуерпериум, тој дел од бременоста ако завршило породувањето, трае уште неколку недели до сосема, како да кажам, враќање на утерусот во некоја нормална позиција. Веќе после одредени 4 недели сметаме дека кардиологот треба да си ја превземе пациентката, да ја смени терапијата, да ја исклучи терапијата и се понатаму. А дали преекламсија може да се добие после породување? Или тоа е состојба која што е врзана исклучиво за бременоста? Во неколку случаи може веднаш после породувањето да се јави преекламсија и екламсија и најчесто се јавува во тие првите 7 дена после породување. Кога се уште тој нагол пат може би не се случил на хормоните, кога се уште организмот е во некоја состојба веднаш после бременоста. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за убавото појаснување на оваа сложена тема. И јас ви благодарам и се надевам дека еве гледачите следниот пат ќе бидат малку поактивни и ќе можеме со нив да искомуницираме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас за гостувањето, а и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Почитувани ви посакувам пријатен ден.